Почитувана македонска јавност, веќе 2 дена зборуваме за информација за содржината на предлог преговарачката рамка за пристапните преговори на Република Македонија со Европската Унија, предложена од страна на председателството на Франција со Советот на Европската Унија на 30 јуни 2022 година. Почитувани, самата информација содржи 6 реченици, од кои една реченица е наслов. На самата доставена информација од страна на владата на Република Македонија до нас, подпишан е Димитар Ковачевски. Не е овде присутен. А она што сакав да му го кажам е следното, дека во овие 2 години не сум присуствувал на поголемо понижување спрема нас пратениците да се достави информација која што содржи фантастични 6 реченици. Една од нив е наслов. Затоа, почитуваната македонска јавност не треба да обраќа никакво внимание на оваа информација. Од едноставна причина што оваа информација е доставена до нас само и само да се каже дека има доставена информација од влада на Република Македонија до собранието, односно до пратениците. Поголемо понижување во овие 2 години како пратеник не сум доживеал. Секогаш сум бил директен и сум зборувал без обландирање, без никакви завиткани форми. Зошто сме ние денес овде? Тоа е клучното прашање и тоа прашање го постави почитуваната колешка Ели Панова. Ова што денес се случува е резултат на повеќе потези кои што започнуваат со несудениот Нобеловец господинот Зоран Заев, кој што на 1.8.2017 година го изјави следното: затворивме прашање со кое го трасиравме патот на пријателство и добрососедство. Од тој момент, од 1.8.2017 година, ниту има сегашност, ниту видовме иднина, почитувана македонска јавност. Закопани сме во минатото, во средниот темен век, век на инквизиција, 17, 18, 19 век и конечно доаѓаме до 20 век, каде што фашистичкиот окупатор го нарече администратор. Ве молам, бугарите беа и запишани се во историјата како дел на фашистичката коалиција и некој тоа сакаше да го промени. Ќе бидам уште посаркастичен. Дали во новите учебници за тоа што историските прашања заземаат еден огромен дел, че стои дека еволутивниот процес не е на Дарвин за нас македонците, туку ќе биде по еволутивен процес според Зоран Заев. Од македонци, кратко северно македонци и брзо бугари. Тоа ли ние ќе го изучуваме во учебниците? Како што е вака тргната работата? И зошто тоа сега го приредува несудениот Нобеловец? Затоа што македонците го препознаа неговиот срам. Од една страна, а од друга страна огромната желба за пари, за моќ, за капитал. Знаејќи го сето тоа, тој мораше да врати и на ваков начин му враќа на собствениот народ, на македонскиот народ. Со Преспанскиот договор се сведовме на 3 црти во графата националност. А сега, почитувани мои, го губиме јазикот македонски, станува дијалект на бугарскиот јазик. Нити некогаш во моето семејство, мојот татко е од Егејска Македонија, сме биле бугари, ниту сега сме, ниту некогаш ќе бидеме бугари. Кратко, јасно, децидно и недвосмислено. 27 земји членки има Европската Унија, но дали почитувана македонска јавност они изгубија нешто од своите атрибути?
Дали кога зборуваме за германската индустрија, велиме европска индустрија или зборуваме за германски машини? Дали кога зборуваме за германски јазик, велиме јазик на Европската унија или велиме германски јазик или полски јазик? Со што македонскиот народ го заслужи ова? Само за Македонија има дополнителни критериуми. Само за Македонија се бара промена на уставот. Се бараат уставни измени. И тоа е апсурд, и тоа е преседан. Какви копенхашки критериуми, какви бакрачи? Се бара промени во уставот. Каде го има тоа? Која земја членка на Европската унија од 27-те земји членки го преживува ова или го преживеа ова што ние сега го преживуваме? Исто така да бидам дециден и во овој дел. Апсолутно не доаѓа во обзир никаква промена на уставот. Или треба да бидам безобразен сега како несудениот Нобеловец па да речам мало сутра? Тоа ли треба да го направам јас? И да се спуштам на тоа исклучително ниско ниво? Што е фашизмот? Неколку пати е спомнат овде. Ако не кристално јасната намера за уништување на одредени народи. Во 21. век на мојот народ, на македонскиот народ, се случува асимилација. Во 21. век. Од едноставна причина, постојано теророт е насочен само и само кон мојот народ. Тоа се прави и тие остапки се бараат заради фрустрациите на определени политичари, како во дел од соседните земји, така и кај нас. Затоа што нема што да понудат на својот електорат и мора постојано да ја вадат темата, да бараат подкусурување, да бараат уништување на мојот народ. Почитувана македонска јавност, ние сме македонци, зборуваме македонски јазик. Така е сега, така било секогаш, од секогаш и за секогаш. Ви благодарам.